Почитувани наши радиослушатели и секако Facebook следачи и гледачи на програмата на радио што се гледа. И денеска сме заедно со вас и како што најавивме во нашиот пост пред почетокот на ова наше секојдневно другарување. Денеска зборуваме за една еколошка акција која што ќе се организира во недела на 10.11.2024 година од 10 до 15 часов по иницијатива на Сдруженијето, неформалната група Спас за Прилеп, сигурно ја знаете на Facebook профилите, заедно со Сдруженијето за едукација, советување, превенција и грижа на лица со диабетес, Сина револуција, ќе организираат акција за пошумување која ќе се одржува во селото Прилепец, манастир Свети Никола. Тука во нашето студио е и Ѓорги Ѓоргиевски, кој што заедно со мене ќе сподели интересни информации околу оваа акција се разбира која што сите ја очекуваме овој викенд. Најпрво добар ден и дали е се подготвено за оваа еколошка акција? Добар ден, да ви се заблагодарам за вашата покана, за емисија и да ми се заблагодариме на вашите следачи за вниманието. Па 95% ние веќе се спремно околу акцијата. Спремни сме со ручек да ги почестиме нашите присутни, нашите акционери кои ќе бидат присутни на акцијата во недела. Спремни сме со садници, спремен ни е теренот, изорани се бразди со трактор, да би садењето било побрзо и појефтино. Да се пошуми овој дел од околината на Прилеп. Идејата од каде започна, зошто е вака, оние кои што ја познаваат на Facebook профилите знаат зашто се бори ова неформално здружение Спас за Прилеп, но секако ова иницијатива и тоа како потребна за околината на Прилеп. Треба свеж воздух и убава душа на градот, на околината од градот. Ние прилепчани добро знаеме дека нашиот град и неговата околина е доста оскудна со шуми и со дрвја, така да иницијативата Спас за Прилеп последниот месец згора на сето тоа на оскудноста што ја имаме во шумите, згора на тоа го имавме и најголемиот пожар во Македонија од сите овие, не знам како кажа агенцијата за, не знам точно како се вика нивната државна агенција, преку 3000-4000 пожари. Знаеме дека најголемиот и најсилниот пожар сепак беше во нашиот крај, односно во Мариово. Овој голем пожар зафати и дел од местноста каде ќе биде оваа акција за пошумување. Тоа ќе биде селото Прилепец, односно манастирот Свети Никола во село Прилепец. За очекување е колку простор да се пошуми, рековте дека се подготвени со садници, колкава ќе биде бројката, како се обезбедија сите тие видите, тоа е некои 4-5 хектари, тоа е вакавско место, односно место на манастирот Свети Никола. Значи, во соработка со нив тие ни одобрија да го пошумиме тој нивни простор. И сакам да кажам, значи ние како иницијатива Спас за Прилеп, спремајќи се за тоа, случајно наидевме на нашите пријатели низ Прилепската чаршија и така случајно, без никакви намери, се најдовме така во разговор. Еве седиме, разговараме за акција за пошумување, кој па и вие, па па и ние, па кој сте вие, па како, па што. И така да се одлучивме да го направиме ова заедно за нашиот Прилеп. И велите дека сакате ова акција да стане се македонска традиција на овој дел од нашиот град, да се што повеќе да се пошумува. Велите дека ќе имате гости од различни градови од Македонија, што значи тоа?
Па видите да ни се најавија гости од Битола, гости од Струмица исто така. Во очекување сме на одговори на гости од Гевгелија, од Струга, па да видиме како ќе биде со тоа. Видете, планот беше, ако почна во Прилеп, да не биде само прилепска акција, ние во Прилеп секоја година планираме ова да го повторуваме, барем еднаш минимум годишно, да го фатиме, како би се кажало, или есенското засадување, понекогаш пролетното засадување, но сакаме оваа акција да ја прошириме и да стане, како кажавме во нашето видео, се македонска, значи на покана од нашите пријатели од други градови, кои како така со здружени сили да го направиме една поголема акција, која, како што кажав, би била се македонска, така да би тоа би придонесло и до наше запознавање и дружење и така натаму. Сега, секој некој што сака да дојде во недела, што треба понеси со себе? Треба да има само желба или треба да... Не, само желба. Желба се разбира и нека понесат лопати или дурија, затоа што ни е потребно. Видите, во главно имаме бразди со трактор, кои се изорани, така да садењето со оваа поставка би било доста влеснето, само малку да се закопа тој дел каде што би било дрвото и да би одело побрзо. Како Но сепак треба алат да понеси сега. лопата дурија, Лопата и дурија, да. Што ќе се засадува? Најмногу имаме обезбедено багремови садници, ќе имаме и брези, ќе имаме и јавори, липа нешто, во главном тие. И само да Листопадно. така, само да појасниме каде ќе се посунува околу манастирот Свети Никола. Местото е, да, околу манастирот Свети Никола, значи одејќи по асфалтираниот пат кон манастирот на некои прилика 200 метри пред да стигнеме до самиот манастир, од левата страна е парцелата која ќе засадуваме. И исто планираме да засадиме неколку дрва во пределот каде што се спомениците на загинатите борци од Народно-ослободителната војна. Тоа е одма до манастирот, гледајќи го манастирот од наша десна страна и тука ќе има мал дел. Одлично, значи оваа иницијатива ќе се реализира во недела за сите оние кои што сакаат да помогнат во посумувањето на постот кој што има Спас за Прилеп. Велите дека отворено ги поканувате сите заинтересирани кои сакаат да се приклучат кон оваа благородна акција, да се приклучат во недела, како со физичко присуство и дружење, така и со донации на садници или друг вид на поддршка. Значи може да се донесат и садници, да се донираат садници. Има некој, да, тоа значи че исто кој може и да донира, дали сака садници, дали сака финансиски средства, пошто во оваа организација сите знаеме како секоја организација е поголема, исто имаме организирано и ручек, но сакам да кажам дека доколку ние не успееме во оваа недела да ги засадиме сите садници што ни се испланирани, ние планираме дали наредната или после таа недела да направиме уште една акција, значи да го завршиме тоа, односно средствата кои се собрани да ги потрошиме во оваа саидба. Доколку успееме, доколку не успееме, сето би било транспарентно, тоа би го продолжиле во пролетната саидба. Георги, една порака од вас како представник на оваа неформална група Спас за Прилеп и дел од организацијскиот одбор на сета оваа еколошка акција, една порака за сите оние кои што сакаат да присуствуваат во недела. Рековте, ако не ги засадите во недела, ќе има време и во наредниот период, зашто вие всушност сакате ова да стане една традиција. Која би била вашата порака за сите оние кои што сакаат да помогнат? Па пораката би била да дојдат, значи покрај тоа што правиме општо добро за сите нас, во дадениот случај за нашиот Прилеп и за поколенијата кои доаѓаат по нас, исто така убаво би било тоа што таму ќе се запознаеме, оние кои не се познаваме меѓу себе, би се дружеле и
Од тоа имаме многократна добивка како граѓани сите. И не само... И очекуваме во што поголем број нашите прилепчани да се појават исто така како што се појавија голем број и на гасење на пожарите кои беснеја во пределот. Така, сите овие пошумувања, секако овие еколошки акции се добредојдени за нашиот град и за нас како луѓе, како граѓани, како прилепчани. Во недела од 10 до 15 часот во околината на селото Прилепец, односно околината на манастирот Свети Никола, ќе се изврши оваа еколошка акција, ќе се реализира ова пошумување. Повик до сите оние кои што сакаат да дојдат, уште еднаш ви благодарам за гостувањето во нашата програма. Се надевам дека оваа акција ќе стане во иднина традиција и дека во што поголем број секогаш ќе се пошумува Прилепи, што повеќе шума, што повеќе дрвето, тоа повеќе воздух и чиста средина и околина. Се надеваме, веруваме, односно дека ќе биде успешна и дека ќе се дружиме во поголем број луѓе од нашиот град, како и од другите градови. И можам да им порачам на нашите следачи, нека следат страницата Спас за Прилеп, таму доколку би имало некакви промени и додатни информации кои се во тек, ќе ги слушнат или прочитаат на страницата Спас за Прилеп. Да, првичната информација е од 10 до 15 часот во недела на пошумување на еколошки допинг за нашиот Прилеп, за нашиот град и се разбира за нашиот живот. Ви благодарам уште еднаш, Ѓорги, и посакувам успешна еколошка акција и се разбира и наредни 10-15 во иднина со што поголем број на луѓе кои што ќе помогнат за пошумување. Се надеваме дека ќе биде масово. Така, а ние продолжуваме понатаму, а радио што се гледа единствено на Радио Пела, секако.